Почитувани граѓани, вчера бевме сведоци на едно безобразно и за ВМРО ДПМН поприлично познато однесување во кое наместо да кажат што ќе направат за да ги извлечат земјоделците од бедата и како ќе им ги решат проблемите како партија на власт, истите зборуваат за период од пред 10 години, спомнуваат милиони и се фалат со бројки во кои ни самите не веруваат. Ако е така како што велите, почитувани, земјоделецот денес подобро ќе живее, поспокојно ќе работи, поуспешно ќе произведу. Ако постојано сте на терен, како што умеете да кажете, прашајте ги земјоделците како им е. Прашајте ги дали имаат да го прехранат семејството, да го поминат месецот. Така ќе бидете барем малку од малку јасна слика за реалниот свет во кој живее македонскиот земјоделец. Господа од власт, уште еден доказ за вашата негрижа за земјоделците е и забраната за работа на царинската испостава во Струмица до 21 часот, како што со години наназад работеше. Наместо тоа, истата сега работи до 16 часот, па извозниците на раноградинарските производи приморани ги носат своите возила за царинење на терминалите во Новосело и Табановци. И за да биде иронијата поголема, ветивте дека во сезона на извоз работното време ќе биде продолжено, но пак излажавте. И наместо да реагирате со непрецизни, штури и несодржински деманти, објаснете им на граѓаните. Зошто во ноември минатата година го скративте работното време за извоз на Струмичкиот терминал? Како ќе се врши извоз на земјоделските производи кога терминалот работи со ограничено работно време? Кој има бенефит од скратеното работно време на царинската испостава во Струмица? Благодарам.